Добар ден. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа тема е економијата. Разговараме за инфлацијата, јавниот долг, стратешките инвестиции, кредитите од Британија, Унгарија. На сите овие теми разговараме со економистот, економскиот аналитичар Зоран Јовановски. Добре дојдовте. Благодарам за покана. Најпрво за инфлацијата. Инфлацијата повторно расте. Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, во мај достигнала 3,3% во споредба со истиот период лани. Колку е тоа загрижувачки? Па, граѓаните и компаниите се загрижени во однос на растот на цените веќе неколку години. Ако во раната фаза, значи тогаш кога беше ковидот и привршуваше ковидот, инфлацијата беше движена од надворешни фактори, каде што Народна банка имаше релативно мал маневрски простор нешто да направи. Тоа беше периодот кога глобалните синџири на снабдување се пореметија, имаше голем пораст на цената на енергенсите, голем пораст на цената на храната. Потоа дојде еден период во кој што навистина нешто можеше да се направи. Тоа беше клучен момент. И тогаш требаше Народна банка да делува многу робусно, многу одлучно, со, да речем, една силна енергија. Меѓутоа, претходната гувернерка го пропушти тоа и како последица на тоа дојде до втемелување на инфлаторни очекувања во главите на граѓаните. Тоа е онаа ситуација во која што граѓаните веќе инфлацијата станува секојдневие и тие само очекуваат дека цените постојано ќе растат. Како потврда за ова што го зборувам, може да послужат одредени податоци. Например, она што се нарекува базична инфлација, кога вие од вкупните од сите стоки и услуги ќе ги тргнете цените на енергенсите и цените на храната, она што останува расте побрзо од цените на храната и на енергијата. И тоа е така непрекинато 18 месеци, од октомври 23 до март 25. Впрочем, и Меѓународниот монетарен фонд го потврди ова што го зборувам јас. Во февруари имаше извештај во кој што наведе дека базичната инфлација останува главниот двигател на растот на цените. Сега тоа е тоа што е. За жал, заради грешките во минатото, ние плаќаме повисока цена во еден полувременски период. Меѓутоа, инфлацијата ќе се смири во период кој што доаѓа. И она што охрабрува е дека новиот гувернер уште од првиот момент... Тоа е моето следно прашање. Дали Трајко Славевски, како нов гувернер, може да преземе мерки за намалување на базичната инфлација и вие, како што кажувате, и други критичари на Народната банка претходно е дека таа многу бавно или не реагира? Она што охрабрува е дека новиот гувернер уште во првите своји настапи, со првите своји изјави, зборува за суштински важните прашања економски, за кои што вие очекувате дека би зборувал еден гувернер. Со оглед на тоа дека Трајко Славевски беше критикуван од опозицијата, дека е избран како партиски човек на чело на Централната банка, ќе може ли тој да спроведе такви резови? Вака сега, се потребни? Јас инфлацијата ја ставам во контекстот на Народна банка затоа што законот за Народна банка вели дека ценовната стабилност е основна цел на монетарната политика на Централната банка. Значи, тоа е законодавецот го утврдил тоа. Затоа малку беше и неразбирливо што изминативе години постојано беше насочувано вниманието во однос на инфлацијата на владата, која е да е, а не на Централната банка, која што всушност е одговорна за стабилноста на цените. За жал, кај нас ние за што и да разговараме, разговараме низ призмата, зборувам како општество, разговараме низ призмата на власт, опозиција, политика, можда лични интереси и така натаму. За економските прашања се разговара со податоци, со бројки, со аргументи. Како што реков, мене ме охрабрува фактот дека првите две изјави кои што ги даде новиот гувернер се онака јасно одат во суштината на работите и тоа се баш онака теми за кои што ви очекувате дека ќе зборува еден гувернер.
Очекувате да преземе и конкретни чекори околу намалување на инфлацијата? Очекувам дека нема работите да бидат само со наблюдување. Ова сега е фаза во која што инфлацијата се надеваме дека во наредниот период ќе се смирува, меѓутоа мислам дека тоа ќе биде еден друг пристап и една друга енергија. Зошто мислите дека ќе се смирува инфлацијата со оглед на фактот дека таа прилично се должи на зголемување на цените на храната, дури 4,1% со само еден месец, откако престанаа владините мерки за ограничување на маржите? Инфлацијата може да се реши на два начини. Краткорочно да смирувате ситуација и долгорочно да намалувате зависноста од она како се одвиваат цените на производите во странство. Вие тоа го увезувате со зголемените цени во странство, вие увезувате странската инфлација. На краток рок, она што може да се направи, може да се искористат, например, стоковите резерви по одредени производи кои што се исклучително важни за потрошувачката на граѓаните. Државата да ги извади од стоковите резерви, да ги стави на пазарот и да влијае на тој начин смирувачки во однос на потрошувачката на некои клучни основни прехранбени производи. И се разбира, значи ова е битка, ви реков. Значи ние го пропуштивме клучниот момент и веќе таа психологија на инфлација присутна во секојдневниот живот се втемели во главите на граѓаните. Кој ќе смири? Еден од факторите ќе биде да се забави растот на платите, односно бидејќи тоа е домашниот фактор кој што ја движи инфлацијата. Ако земете во периодот од 2023 наваму, во 2023 година реално платите, значи кога ќе тргнете инфлацијата, реално платите обезбедиле поголема куповна моќ за 12%. Тоа е двуцифрена стапка на раст само во 23 година. Во 24 година некаде 4,4. Во 25 година првите неколку месеци 5,3. Тоа се релативно високи стапки на раст во ситуација кога вие ја немате продуктивноста која што оди рака под рака, која што би требало да оди рака под рака со тоа. Тука е работата, значи требаше да независноста на Централната банка се огледа во тоа. Некогаш мора да постапите и непопуларно, мора да постапите на начин на кој што можеби во тој момент на таа влада која годи да била нема да се допаѓа или како го дае. Затоа тоа е суштината на независноста на Централната банка. Платите продолжија да растат, реакцијата изостана во клучниот момент. Сега администрацијата ќе добие и следува покачување од 13% на платите, дали тоа дополнително ќе влијае? Инфлацијата, платите се означени како фактор кој што влијае во насока на зголемување на инфлацијата. Да, ти од една страна го подобруваат економскиот раст, доколку тоа зголемување на платите, на пензиите, на што и да е, оди за зголемување на домашната потрошувачка, меѓутоа на македонски производи. Ако тоа го правите, тогаш зголемувањето на таа куповна моќ ќе придонесе одреден дел од компаниите да имаат поголем обрт, подобро да работат, повеќе да произведуваат. Ако тоа заврши со поголем увоз, ние всушност таа зголемена куповна моќ не предизвикала некој позначен позитивен ефект за домашната економија. Во секој случај ние мора да разбереме една работа, а тоа е дека не можеме платите да ги качуваме произволно, без разлика колку тоа, без тоа да биде придружено со пораст на продуктивноста. Затоа што ние веќе не конкурираме, не се надпреваруваме само со земјите од соседството. Се вие што и да произведувате, текстилната индустрија. Имаше пред кратко време представник од текстилната индустрија кој што каже дека текстилната индустрија веќе е една сериозна ситуација. Зошто? Затоа што ги нема порачките и затоа што веќе на други делови од светот многу поевтина е работната сила која што тоа го произведува. И сега ние се соочуваме со ситуација во која што како земја ќе треба да на некој начин да не да одлучиме, меѓутоа се соочиме со тоа. Сакаме да имаме текстилна индустрија, не сакаме да имаме текстилна индустрија и така. Значи не е тоа една произволна одлука, ајде ќе ги зголемиме платите. Ќе ги зголемиме ако паралелно со зголемувањето на платите сме произвеле повеќе
или сме произвеле поефикасно, сме работеле повеќе или сме работеле исто, ама поефикасно. И сега тоа подразбира, секој од нас ако сака да живее подобро, мора да се надградува. Тука е овој ваш предлог веќе неколку години идеја дека платите треба на администрацијата да се врзат со бруто домашниот производ. Има ли политичка волја за таква Видете сега, тоа промена? Јас мислам дека тоа е едно разумно решение. Во која смисла? Затоа што ако минатата година економијата пораснала, меѓу другото, придонесот за тоа не е само на приватниот сектор, туку и на администрацијата. Ако е тоа така, тоаш треба и администрацијата да биде наградена. Таа година, следната, после онаа во која што бил растот, администрацијата би требала, заради зголемените приходи во буџетот и така натаму, да добие во текот на целата наредна година своевиден бонус секој месец заради својот придонес во растот на вкупната економија. Ама тоа како што оди нагоре, оди и надолу. Бидејќи знаеме сите дека кога се тешки години во приватниот сектор се намалуваат платите, некои луѓе остануваат без работа. Клучната поента на тој предлог, платите на администрацијата да се врзат со растот на економијата, е во тоа дека администрацијата веќе станува сојузник на приватниот сектор. И веќе таа самата ќе сака, затоа што заедно со приватниот сектор ќе може да постигне поголем раст на економијата, самата ќе сака, ако треба некое решение да се издаде за нешто, сега да кажем административна постапка, тоа да оди побрзо, да оди поефикасно, затоа што и таа ќе има свој интерес на крајот на криштата подобра економија и самата администрација ќе има бонус од таа работа. Очекувате ли политичка волја за такво нешто? Не можам јас да го проценам тоа не е прашање за мене. Вие само изнесувате идејата. Јас се обидам да објаснам логиката позади тоа, зошто е тоа дава репер. Значи подобар резултат на македонската економија, награда за таа работа. Според Државниот завод за статистика, растот на БДП за првиот квартал на годинава е 3,2%. Владата вели дека Македонија е најбрзо растечка економија во Европа. Или четврта после Ирска, Данска или Полска. Се согласувате ли со оваа оценка? Ако таа бројките го покажуваат, не можете да го спорите тоа. Прашањето е друго, јас би ги гледал малку подлабоко работите. Значи, факт е дека во последните 3 тромесечја, од кога е новата влада, растот на економијата е 3 и малку над 3. Тоа е повисоко ниво од она што беше последните 3 години. Добро е што не оди тоа цик-цак, немаме некои флуктуации, него тоа не паѓа под 3%. За оваа година растот е проектиран на 3,7 од страна на Министерството за финансии, можеби ќе биде нешто пониско од тоа, можеби ќе биде 3,5, меѓутоа мислам дека генерално во добра насока се движат работите, генерално гледано. Она што е добро е што, и мислам дека и владата таму го гледа растот, во инвестиции и инфраструктурни проекти. Значи, тоа е патната инфраструктура, железничката инфраструктура. Клучниот елемент во тој разговор за мене е зборот конзорциум. Значи, мора да се направи некаков конзорциум на сите градежни компании во земјава. Значи, до последниот работник, до последната машина, апсолутно целокупниот капацитет кој што го има градежната индустрија во земјава, преку своевиден конзорциум да се стави во функција и се ова што се планира да се направи. Дали е тоа пругата, дали се тоа патиштата, што и да е, дали се тоа браните, тоа да се направи со апсолутно ангажирање на целокупната домашна градежна оператива. Важен е извозот. Многу е важно да се најдат системски решенија за поддршка на нето извозниците. Значи, оние каде што ефектот од нивното работење од извозот е во најголем дел останува во земјата. И многу е битно да се најдат системски решенија за индустријата. Индустријата не успеа да заздрави. Значи, индустријата во годината на ковидот, во 2020 година, имаше пад од 9,5%. И таа не може да се врати на нивото кое што беше од пред ковидот.
Стапките на раст после тоа беа 1,4, малку над нулата, малку под нулата, минатата година 3,6% падна индустријата и, како што реков и преска, ако сме имале текстилна индустрија како пример, ако во автомобилската индустрија не работи, можеби нема додат како што треба, ќе видиме во втората половина од годината повеќе ќе се знае. Мора да имаме одговор на прашањата што ќе биде, како ќе го субституираме извозот и оние девизи кои што би ги изгубиле ако текстилната индустрија не извезува. Ги спомна веќе кредитите и од Унгарија и стратешкиот план со Британија што треба да донесе 6 милиарди евра инвестиции. Нема бесплатни пари, ќе плаќаме камати. Како тоа ќе се одрази, ќе влие на јавниот долг на државата? Има загриженост голема околу тоа. Да, вака сега, јавниот долг во моментот е нели околу 57,7%. Тоа е последниот податок објавен за првиот квартал, на крајот од првиот квартал. Она што е интересно е владата усвои фискална стратегија за периодот заклучно со 2030 година. Таму се она што се наведува не упатува на тоа дека би се случиле некакви поголеми пореметувања. Изборам во однос на буџетскиот дефицит, значи тој ако е оваа година проектиран да биде 4%, 2029 година треба веќе да дојде до 2,8%, што значи на фискална консолидација и таму средување. Она што исто вака добро делува е дека фискалната стратегија предвидува јавната потрошувачка, значи на државата што го троши, да расте со 1% годишно. И тоа е добро затоа што тоа упатува, мислам, предпоставка дава за одредена поголема, по-домакинско работење. Дали тоа така ќе биде во пракса, ќе видиме, меѓутоа тоа е тоа што го предвидува стратегијата. Очигледно, овие пари од Велика Британија во моментов тие не се одобрени и не сме ги земале ние, за да нам ни тече каматата. Моето разбирање е дека во моментот кога ќе има проект и кога, еве да речеме за брза пруга, и кога тој проект ќе биде разработен, кога ќе биде направена кост-бенефит анализа, кога ќе се знае што и како и така натаму со сите внатре податоци, дека во тој момент, согласно наудите на таа анализа, би се повлекле парите и би започнала реализацијата на проектот. Мојата генерална позиција секогаш во однос на задолжувањето е не е суштински, односно не е пресудно колку се задолжувате, клучно е за што се задолжувате. Една фирма може да земе и немногу голем кредит и да го раздаде за плати на вработените, ама тие тоа вредност не се создала за да може да го враќа и тој релативно помал кредит. Ако ние земеме, се задолжиме и парите останат преку конзорциум на големи на градежни компании од земјава тука со плати за вработените, со купена нова механизација и така натаму, и се направат патиштата, се направи пругата, се направат други работи, кои што потоа ќе овозможат да се генерираат приходи за да може да се отплаќаат кредитите, за мене е тоа разумна комбинација. Лошо ќе беше ако вие земете кредит, не знаете за што сте го земале, за 2 години сте го потрошиле и долгото останало нивните генерации. И за крај постојано слушаме за странски инвестиции. Има ли државата стратегија? Какви инвестиции ни се потребни? Ова е посложено прашање од што изгледа на прв поглед. Лично мислам дека има големи странски инвестиции кои што тоа се големи брендови имиња кои што кога ќе ги донесете, тие праќаат една, да речем, тивка порака до остатокот од светот дека оваа земја е добра локација, дестинација за инвестирање и така натаму. Значи тоа се некоја корист која што не произлегува само финансиски, да речем, туку повеќе и за имиџот на земјата. Меѓутоа, ако гледате големите системи, таква која ќе донесете, практично одлуките тие сите ги прават за соработката со локалната средина, одлуките се носат некаде на друго место. Што значи соработката со домашните компании тука се сведува тогаш само на соработка на врска со превозот, со исхраната на вработените, можеби изградбата на погонот и така натаму.
меѓутоа тие нема да ве вклучат во сопроизводствениот процес да произведувате некаков дел или нешто така, бидејќи тоа бара голема, да речем, сертификација на сето тоа. Но она што може би треба да се размислува, и малку по-таргетирано да се оди и да се таргетираат компании кои што не се од оние најголемите, меѓутоа кои што веројатно даваат поголем простор да одлуките за соработка со локалните компании се носат тука, во земјава, и да може би се отвори поголем простор за таа работа. Благодарам за разговорот. Благодарам за можноста. Тоа беше неделното интервју за Радио Слободна Европа со економскиот аналитичар Зоран Јовановски. Благодарам на вниманието и довидување.